Во денешното издание на Равенка за успех имаме една гостинка која мислам дека многу поучено ќе звучи и јас лично сакав да ја запознам. Ја запознав и низ разговорот заклучив дека треба да биде дел од ова издание на Равенка за успех, за да го сподели она што го знае, да го сподели она што сметам дека треба да го знаете и вие, кога станува збор за личниот развој и за она што значи успех во животот. Катерина Ангеловска е тука со нас. Кате, добро ни дојде во Равенка за успех. Те представив како, тренер, коуч за личен развој. Многу интересна терминологија, а ти ќе ни објасниш што се опфаќа тоа и што е она што ти го правиш во твојата потесна специјалност. Значи, што е она што на кој начин функционираш и на кој начин го пренесуваш своето знаење. Еве, на почеток прво сакам тебе да те представам, па потоа ќе зборувам и за она што го работиш. Да. Добро ве најдов. Ти благодарам многу на поканата и навистина кликнавме и двете, се поврзавме енергетски и духовно најверојатно и јас сум вечерва со тебе заедно и се радувам што ќе зборуваме на една многу убава тема, а тоа е Равенката за успех. И сметам дека е тема која што сите не засега и не само сега во ова модерно време, туку воопшто сите ја бараме таа равенка за успех, што е она што не прави да бидеме автентични и да бидеме она што сме. Точно така. И уште еднаш ти благодарам на поканата. Драго ми е што сме тука и драго ми е што ќе го споделиме она што твое лично искуство и она што во постојано не е актуелно, сите ние некако трагаме по некој успех. Се секако различно е успехот, различно значење има. Некој тоа го гледа во своето професионално реализирање, некој го гледа на емотивен или приватен план, некој пак луѓе сакаат да го најдат сопствениот мир и своето лично задоволство и тоа е равенката за успех. Дали ти имаш некоја собствена равенка за успех? Што е за тебе успехот во животот? Да, една убава тема, обширна тема. Многу И обширна, да. навистина е релативна, затоа што секоја личност за себе си го дефинира успехот како таков. За мене успехот е чувство. И успех е се она што ми носи мир. Сега, само што го спомена, нели, дека има некои кои што смета дека мирот е тој што ги и прави да има тако чувство на успех. Чувство на успех. За мене дефинитивно успехот е чувство, вредност. Не е знаеш како, тоа е поврзано со сите сегменти во нашето човеково живење. Не можеме да отврдиме да кажеме нели успех во работата, успех во приватниот живот, успех, не знам, со здравието, успех во личниот развој или што и да е. Сметам дека сите аспекти од нашето човеково битие, од човеково постоење се дел од таа равенка за успех. Ние кога имаме мир, стабилност, кога имаме една сталоженост, една убава благосостојба во домашна атмосфера, тоа се рефлектира и во секој сегмент од нашето живење. Дали е тоа на работа, дали е приватно и така натаму. Ние многу добро знаеме да се измаскираме, многу добро знаеме да покажеме една страна идентитети во надворешниот свет кој што нема да ја покажат на трешната болка, но сметам дека тоа е се поврзано. И според мене успехот е чувство и чувство на мир, чувство на љубов, чувство на радост. И не дека нема јас да ги доживувам другите состојби и да се случува и се соочуваме со секакви предизвици во нашиот живот. Но тоа го прави животот. Тоа е животот. И сметам дека успехот како таков е избор. Можеме да одбереме, иако во нашиот живот имаме работи... Свесно го одбираме успехот како определба? Па да. Знаеш како толку е обширна темата и толку ваѓаат секакви размисли да ги споделам.
Знаеш, во нашето постоење ние сме дел од еден систем, дел сме и го зборувавме нели тоа Да. кога се видовме и носиме динамики од нашите предци, тоа сериозни динамики, кои што често пати ни се повторуваат во нашиот живот сега во она што ни се случува, но имаме избор. Зашто кажувам имаме избор? Имаме избор да ги подобриме нештата и за нас и за она што сакаме да го креираме како нов систем за нашите потомци и така натаму. И јас сум одбрала, не дека ми бил многу лесен животот, но јас одбирам да го гледам од една поинаква призма, од една поинаква перспектива и да учам како да не ги повторувам одредени грешки, нели? Не викам дека не правам грешки. Не, правам грешки. Грешки, ако така ги наречеме, не знам. Но сепак сметам дека е избор, затоа што и јас, мојот личен развој беше избор. Јас одбрав дека ќе одам по овој пат. Тоа сакав да те прашам. Значи сега од денешна перспектива, кога ќе те погледне човек, ти си една постојано насмеана жена, Да. од која извира насмевка. Дали е тоа тренинг на нели луѓето викаат манифестирај среќа, манифестирај, или тоа ти доаѓа исконски внатрешно да едноставно си така ведро да Да носиме. Мгм. Тоа е нешто што секој од нас го има. Кај некој е поизразено, кај некој не е поизразено. Јас од секогаш сум била таква весела личност. Мгм. Тие што ми се блиски, фамилијата, конкретно еве сестра ми може да сведочи за тоа и во една прилика имаше можност да некое телевизиско појавување имаше и се јавија на неза да Зборува за сведочи тебе, да. за оваа тема, за за оваа харизма, тогаш беше прашањето нели што ја носам и навистина од секогаш сум била таква. И внатрешно го носам и внатрешно го чувствувам, ја чувствувам таа радост. Ја носам таа радост. И сум тажна и сум лута и знам да бидам бесна, ама во суштина сум тоа јас. Мгм. И еве и кога зборувавме со тебе, во суштина ние сите имаме таа нишка на среќа, на радост. Тоа е Божја работа, тоа ни е од Бог дадено, тоа ни е талентот. Мгм. Тоа е нешто што сите го носиме и кај некого, затоа реков, некои работи се повеќе изразени во друг контекст, не знам, некој е оптимист, некој е песимист, некој е храбар, некој е позитивен. Но некој секој отворен. различно зрачи. Секој различно зрачи, да. Тоа мора да го признаеме како факт. Че сигурно што некои луѓе те зрачат, не знам како да кажам, тежина некоја ви создава. Тешка им енергијата, негативно гледаат на работите. Некои се тажни, па ти создава некое сочувство на тага, некој ти дава ведрина едноставно. Значи, тоа е таа енергија и многу различни типови на енергија претпоставам. Сакам на почетокот, пред да започнеме со сите разговори понатаму подлабоко на темава, да ни објасниш што точно значи твојата потесна специјалност. Да. Што е оно што ти го правиш? Леле, многу ми се допаѓа прашањето, затоа што, знаеш, никој никогаш така не ме прашал конструктивно што правиш ти. Да, реално. Да. Сега, нели, може да те свати некој како психолог, како психотерапевт, како психијатар, како, не знам, разноразни алтернативи на темата расположение и подобар живот. Што е тоа баш? Да. Типично. Одлично е прашањето и ќе почнам од почетоците, како дојдов јас до ова сега каде што сум. На мои 19 години за прв пат се запознав со книгата Мокте на подсвеста од Џозеф Марфи и тогаш ја добив информацијата дека постои свест и подсвест. И тука почна да се отклопчува целото клопче на мојот личен развој, на моето лично осознавање, кој што до ден денеска трае. Во 2014 година донесов одлука дека ќе ја напуштам претходната работа во банка и одлучив дека ќе заменам. Не бев целосно сигурна што ќе правам. Во текот на моето работење во банка, кога бев, многу убави обуки завршив и за продажни вештини и комуникацијски вештини. Навистина имав таа привилегија да бидам едуцирана од врвни и академии и експерти. И некако
таа насока на јавно говорење, на работење со група на луѓе, затоа што јас бев и обучена да бидам train the trainer, значи бев едукатор на македонски, Да. станав едукатор. И некако тоа природно почна да ми се наметнува, иако јас никогаш не замислував дека јас ова ќе го работам. Никогаш не замислував. И таа 2014 година донесов одлука дека ќе ја напуштам банката и почнав да се едуцирам. Тогаш бев во некои лични процеси, во некои динамики кои што ми се случуваа, мајка ми почина таа година и некако таа година почна да се кристализира сето она што сакав јас да го правам. А како се случи? Правев една медитација, едно шаманско патување, тука кај нас во Скопје. И толку вивидно беше, толку беше, и се видов себе си. Ама буквално, Маја, се видов себе си што ќе правам. И викам, тоа е тоа. Сега се ешам. И истата вечер, после таа медитација, доаѓам дома и ми излегува на Facebook, тоа што сум гледала, имаше Инстаграм, не се сеќавам, на Facebook, едукација на Джек Кенфилд. Цела академија он има, принципи на успех. 21 принцип на успех, јас тоа го разгледувам, го гледам, кам тоа е тоа, тоа ми е треба, викам, нели, сега почнува универзумот, току беше јака и енергијата и се, и почнува, нели, Повратните информации. и да се подредуваат нештата. Затоа што е многу важно, пред малку спомна манифестација, толку е сега премногу експониран тој израз манифестација. Ние манифестираме секогаш кога сме подредени. Кога сите аспекти во нашето човеково битие. Мене тоа никогаш не ми оди од рака. Да. Кој ќе речам да манифестирам нешто како контра ми оди Енергијата некако. треба, затоа Да. ние манифестираме со она што го носиме, не Да. со тоа што го мислиме. И сега да се навратам на мојата приказна, и од толку беше силна енергијата и почна да се подредуваат нештата. И јас се пријавувам за разговор затоа што имаше таму можност да се пријавиш на разговор за преку WhatsApp беше или како и да е, не знам, не се сеќавам. Онлайн во секој случај. Затоа што они се наоѓаат во Америка. И таму јас цените ги гледам и сега една нува сум изоставила. Не сум ја приметила, толку што бев возбудена. Јас се пријавив се, имавме разговор, им давам дури и бројна картичка, значи тоа се случува во рок од една недела. Им давам бројна картичка, нели, за да помина картичката, не проаѓа. И кога видов колку е сумата, ја викам, јас не сум за овда. Им пишав, ние само што се вселивме со мојот партнер во нов стан. Ја викам, јас не сум во можност да поседувам да поминувам оваа обука, затоа што финансиски не можам да си дозволам, затоа што ми беа такви приликите. И тие викаат, чекате, вика, ќе ви се прејавиме, и поминаа некои 10 дена и они се јавуваат и ми дадоа дозвола да плаќам на рати. 6 месеци траеше обуката, нели имавме јавувања онлайн, секакви некои, не знам, ритуали и така натаму. И како јас навлегов во тоа, тогаш почнав да се запознавам со НЛП, со коучингот, завршив во тој период и НЛП, во таа година и по 2 години и така натаму. И на почетокот отвори фирма, каде што мене фирмата, мојот центар се вика Космик, центар за личен и професионален развој. И значи јас не бев фриленсер од самиот почеток, бев фирма, затоа што напуштив овде работа и едноставно се гледав веќе себе си како предприемач. И во тој цел период продолжив да се доедуцирам. Држев многу обуки, работев со компании, држев обуки за комуникацијски вештини, обуки за принципи на успех. Таа програма што беше од Джек Кенфилд, ја модифицирав и ја прилагодив со дозвола, нели, од самата академија за нашите прилики. И тоа траеше до короната. Држав многу мотивацијски предавања, многу компании ме ангажираа токму за мотивацијски предавања. И тоа беше до короната. И во тој период, и уствари и пред короната, навлегов и малку подлабоко во медитациите, затоа што јас медитирам повеќе од 15 години и медитацијата е алатка која што ја користам и во моето работење и приватно ја користам, и знам кои се низините бенефити и така и продолжив тоа да го правам и со моите клиенти. Пред короната исто држав и групи, како што има група, не знам, за јога, за пилатес, јас држав групи за медитација тогаш. Почнав 2017 година и до короната траеше. И после короната
нели дојде короната, си го направи своето и сега нормално нема да застанам. Така. Во меѓувреме 2 книги објавив. Првата беше 2017 година 333 афирмации, потоа 2019 Будење на свеста и после Будење на свеста програма направи, значи се беше последователно. Мгм. Да за време на короната завршив една преубава обука за mindfulness и таа обука ја завршив на еден коледж во Единбург, тоа е еден mindfulness центар, каде што самата обука е направена од психотерапевти и Мгм. таа обука, односно тој цел правец е признаен од Британска асоциација на психолози и тој коледж е дел од Оксфорд универзитетот. Мгм. Значи на запад, еве конкретно во Британија, mindfulness како правец многу се практицира. Што тоа значи? Збориме и за Мгм. mindfulness, обавезно ќе објасна. И во тој период се доедуцирав и за коучинг, веќе имав 7 години искуство и негде 2022 почнав да работам коучинг. Мгм. Сега, не сум психолог, значи не сум стручно лице терапевско. Сум магистер по психолошки науки, по областа на социологијата, со тоа што има разлика терапевт, коучинг, тренер и фасилитатор. А зборувавме јазици Да. за фасилитатор. Фасилитатор, што Терапевт. ни го знаев како Да. термин, а што всушност Да. тоа значи? Терапевт, психотерапевтите, психолозите, тоа е една медицинска гранка, стручна гранка, која што ни е многу потребна, и која што ни е дел од системот, нели? Мгм. Они работат на исцелување на трауми, продлабочување на разни ситуации, враќање назад во нашето детство, нашите родители и така натаму, и они работат во исцелување на, значи длабоко навлегување во нашите трауми. Мгм. Коучот како таков дава насока. Работи на сегашноста и на иднината. Ти ќе дојдеш кај мене на коучинг сесии. Значи, ние не работиме терапевски да навлегуваме во твоите трауми. Мгм. Тоа е веќе таму, задолжено е со медицинско стручно лице. Ние работиме што се случува сега, тоа е mindfulness, Мгм. да се биде присутен сега и овде, и работиме на аспекти во иднината, што е на што ти сакаш да го, нели, поставување на насока. Тренер за личен развој е тренер, баш тренер, нели, алатки какви имаме, се работи во група, се работи еден на еден, медитација, вода медитација, тоа све спаѓа во тренерство како алатка. А фасилитатор е човек кој дава простор, кој што е еден сублимат на се ова што претходно го Мгм. зборувавме. Затоа што јас се водам како фасилитатор за mindfulness процеси. А истовремено сум и терапевт за системски констелации, за Мгм. семени системски констелации. И сега, сакав да направиме една дистинција, Да. да биде појасно и за тебе и за Гледачи. гледачи, да. И јас користам повеќе алатки, повеќе аспекти да го држам тој простор кај клиентите, дали е индивидуално, дали е во група, без разлика, Мгм. за да сами ги пронајдат одговорите што им се потребни и да продолжат понатаму да делуваат во своето Мгм. постоење, во своето секојдневие. Зашто mindfulness ми се допадна и каде е mindfulness во цела оваа приказна. Самиот збор, јас го користам овој англицизам, многу се извинувам затоа што го Нема соодветно, Па да, сигурно може да термин. биде внимателност преведено, може да биде свесност, затоа што mind како збор, ако нели го раздвоиме зборот, mind е ум, fullness е исполнетост. Ќе биде ум, Целосна но свесност. не може да се декларира само како умствена исполнетост, затоа што Мгм. mindfulness како правец го има холизмот. Односно, го опфаќа целокупното постоење на едно човеково битие. Значи, ги опфаќа сите сегменти. И Мгм. ментално, и психофизичко, ментално, духовно, интуитивно. Значи, се опфаќа. И мене затоа Мгм. многу ми се допаѓаш. Мгм. Затоа што јас истовремено сум и енергетски терапевт. И ја разбирам енергијата, го разбирам тој цел процес, и mindfulness за мене беше на вистина нешто што јас се пронедов и поедноставно моите клиенти се пронајдоа. Затоа што не можеш ти сега рандом доаѓа било кој и сега да го повлечеш и да го насочиш во еден
правец каде што може да се изгуби, тоа е многу суптилно, треба толку внимателно, толку е тоа, знаеш, се излива толку многу и коучеви и Квази. да, јас толку сум внимателна во целиот процес, се доедуцирам, секогаш кога ќе дојде кај мене клиент, внимавам, точно знам, ако треба да го насочам, имам и колешки кои што се терапевтки, психолози, и секогаш добро дојдено им кажувам на моите клиенти. Сакав да само ќе те прекинам на кратко. Значи, кога станува збор за нели таа твоја потесна специјалност, Така. кога човек нели се бара себе си, чувствува некоја тежина, Мгм. има комплетна психичка свесност за сите сопствени трауми, грешки, ситуации, психијатриски нема проблем, значи нема некое психичко пореметување или нешто што треба да се третира со лекови, тогаш, се чувствува енергетски паднато, се чувствува како да е депресивен, а не е депресивен, се чувствува како без мотив, а тоа не може да се лечи со лекови, не може па дури ни со психолошки разговор, затоа што ти ќе се навратиш на сите твои ситуации животни и амплитуди, ама чувствуваш дека периодот си енергетски паднат. Да, Тогаш треба да се обрати. да, ова го кажа совршено. Затоа Пева. што ние кога работиме, ова јас што го работам, и мојот пристап, кој што дава простор на осознавање на тоа битие, каде е сега, каде сака да се движи, преку алатките што ги користам, тоа се mindfulness и медитации, има и когнитивни вежби и така натаму, самата личност почнува тоа си работи на едно суптилно енергетско ниво. И самата медитација, конкретно за медитацијата, mindfulness медитацијата, има толку многу, Маја, светски истражувања од, значи, Светската здравствена организација mindfulness го признава како таков. И постојат толку истражувања кои што даваат неверојатни резултати за подобрување на целосната благосостојба на еден човек. Јас магистрирав 2022 година. Мојата тема беше токму за холизмот и влијанието на социјалната дистанца во нашето постоење. Бев инспирирана од короната, баш тој период. Да, значи тоа е нешто што е паралелно со депресијата, ама не е депресија. Нешто што е повлекување во себе, а не е И знаеш што состојба покажува- здравствена. Да, знаеш што покажуваа последните истражувања после короната? Значи, покажаа дека не е доволно само психолошка помош. Не е доволно. Затоа што човекот во време, денешно во кое што живее, е многу комплексна личност. И толку многу работи се случуваат и не може само една нишка да помогне во таа благосостојба. Не. Значи, во тие сите истражувања секогаш беа поставени медитација, јога како таква, може би да е планинарење или некоја друга физичка активност, но самиот психолошки третман не е доволен сам по себе. Не е доволен. И mindfulness не е нова област, не е нов правец. Постои 2500 години. Низ различни истории, различни филозофии, различни интерпретираат во различни времиња. Постои таа од секогаш. Mindfulness е свесност и присутност сега и овде, да живееш сега и овде. И Џон Кабат-Зин, он е психотерапевт, 70-тите години, кога работел со своите пациенти, увидел дека она што го нуди медицината и она што он им давал на своите пациенти не било доволно. И он почнува да трага по нешто повеќе, за да им помогне на своите пациенти. Така он се запознава со mindfulness, се запознава со mindfulness медитациите, каде што главниот аспект, односно главната нишка е свесно дишење, свесност и присутност, сега и овде. Има една преубава мисла, сега ќе се надоврзам на Лао Цце, сигурно може би си ја слушнала. Луѓето што живеат во минатото и зборуваат за минатото, се во една депресија. Луѓето што постојано стрепат кон едината се анксиозни. А луѓето што се сега, тука и овде, се во мир. И тоа е оно на што ни е потребно. Не дека ние нема да мислиме на минатото. Не дека нема да мислиме на еднината и да планираме.
Но за да бидеме свесни и присутни, да бидеме барем тука со тоа што нас не се случува, да јас и ти кога еве сега зборуваме, да бидеме присутни една со друга, да не ми ме налета памет од се, јас следно што треба да кажам или ти следно што треба да кажеш. Да бидеме тука и сега. И тоа постоење, еве, низ изминативе години, колку време работам со клиенти и све ми се жени клиенти, и тоа се жени кои што и се на високи менаџерски позиции, имаат собствени бизниси кои што Нема мажи кои бараат па не. поддршка, зошто? Не, нема. Имаше обид Нема еден, толку двајца и емили. толку. За овие 10 години, ти кажам. Стварно? Во групите за медитација, кога ги водев пред короната, имаше и мажи. Да. Но сега веќе па добро, сега секој си го бара својот пат. Или не Може се би- признаваат слабоста мажите, уште не можат да бидат Ранливост. ранливоста, да. Ранливоста. А таа е клучна. Колку повеќе сме ранливи, толку повеќе сме силни и могни. Да. Колку повеќе ги вадиме тие слоеви од нас, толку повеќе се потикнуваат нашите потенцијали за и за самоисцелување и за таа светлина што сакаме да ја видиме во светот. Затоа што знаеш, ние цело време чекаме да видиме другите да се сменат. И она мисла, ја постојано ја повторувам на Махатма Ганди. Ние сме промената што сакаме да ја видиме во светот. До другите, да. Не е светот да се смени. И покрај се што се случува околу нас и многу трагедии и планетарни случувања и светски и војни, но ништо не е случајно. И сега немаме толку време, ама тоа е една друга па приказна зашто тоа се случува. Да. Многу муабет има. Да. Ама ќе се задржиме вака на посуштинските. Затоа mindfulness толку многу јас се заљубив како таков. Затоа што верувај ми, на запад mindfulness се практицира уште во основни училишта. Децата знаат што е mindfulness. Знаеш, некој ќе каже, ама тоа се некои западни измислени работи. Па не. Ако некој навлезе малку подлабоко, ќе види дека тоа навистина помага. И на овој модерен човек и така му е потребна. Хајде вака да имаме некоја информација за луѓето кои доаѓаат кај вас и кои веќе практикуваат она што вие го правите и какви се сознанијата, какви сознанија имаш веќе и искуства до сега од овие колку години се работи? 10 години. 10 години. 10 години. Колку резултат и ефект и промени имаш постигнато кој одредени твои клиенти? Колку убаво прашање. Да ти кажам, многу. Да? Неблагодарно ќе кажам. Нескромно уствари ќе кажам. Не бев свесна се додека не ја напишавме книгата Будење на свест. Иначе Будење на свест имам напишано со мојот партнер и 2019 година. Заеднички ја создававте? Заеднички ја создав. Леле, Маја, не знаеш каков процес беше тоа. Баш интересен процес. Година ја пишувавме. Да. Цела Каква година. компатибилност треба да е тоа со партнерот за да создавате едно такво, исто како создавање дете и растење. Да. Јас повеќе сум така интуитивно, полепршава сум, повеќе сум во содржина, она структура, точно се знае, има рок, кога треба да се почне, кога да се заврши. Он често патуваше заради работата и ќе ми се јави и ќе ми рече, до кај си, напиша ли нешто? Викам, напиша, добро, прати нешто, се напиша. Толку имавме такви сукоби меѓу нас, но толку све беше интересно од оваа сега дистанца кога гледам. И кога беше короната, леле, толку многу книги продадовме. Тоа толку беше популарна книгата и тогаш стана бестселер. До сега веќе 10.000 копии имаме продадено. 2022 ја направив дигиталната екстензија на самата книга, односно направив програма, се снимав професионално на платформа, ја ставив 8 модули направив, секој модул има своја вежба или медитација и така натаму и направив еден многу убав пакет. Плюс книгата ја преведовме на англиски јазик, на српски јазик, ја преведовме, ја имаме и како аудио верзија и на бугарски јазик е исто преведена. Ја имаме и како аудио верзија, да нели секој може да се стави слушалки и да ја слуша во секое време. И од тогаш почнав да ја гледам големината и моќта на она што го правам. И
на самиот почеток кога почнав јас пред 10 години да работам и кога си поставував мисија, визија. И сега што е мисија, што е визија? И викам што сакам јас да направам со сето ова, нели? Мгм. И мојата мисија и тогаш и ни сите овие години и сега и во иднина е преку моето делување, преку она што јас го правам, Мгм. преку она енергија која што ја пренесувам на луѓето, да ги поттикнам и да им помогнам да ја пронајдат големината и мопта во себе. И секоја индивидуа инспирирана од сопствената извореност да биде придонес кон сочувство, мир и љубов. И заедно да бидеме промената што сакаме да ја Мгм. видиме во светот. И низ овие години, еве низ последниве години, таа енергија што ја пренесувам, посебно енергијата, затоа што тоа е она што заедничко, ако сум барала фидбек од моите клиенти, нели, што е она што најмногу ги погодило, што е Да. она што нели во програмата најмногу им дало освестување, имале аха моменти и така натаму и меѓу тоа и енергијата е она што најмногу ги им помогнала да се поттикнат себе си да ги направат и промените. Мгм. И многу сум благодарна. Не знаеш колку сум благодарна. Многу. Тоа се стварно, Сигурно тоа е еден да, ам, и навистина се многу луѓе. мгм. И така рандом кога ќе се запознам со некого и ќе кажа, леле, јас те знам, така ќе ме застанат во продавница или Мгм. негде, или на улица и ќе кажат, јас имам прочитано будење на свеста, леле, колку ми го промени животот. Мгм. И така убаво ми е, мило ми е. Сигурно. Да. Предпоставувам дека е тоа сатисфакцијата од Да. она се што го правиш овие 10 години. Како изгледа една сеанса кога ќе се обратат луѓето кај тебе? Од каде почнува сето тоа? Па еве конкретно ако е за mindfulness програмата, Мгм. затоа што mindfulness програмата е структурирана програма и трае 8 недели Мгм. и Значи тоа е како програма која мора да се од да. до. Сега, јас не се држам строго за правила, затоа што секоја индивидуа пак се прилагодува, можеби ќе треба нешто повеќе да вметнам, можеби треба повеќе да имаме нешто поразлично, нешто да се додаде, Мгм. нешто да се одзема, но тоа се само некои мали нешта. И еднаш неделно се сретнуваме, може онлайн, може и во живо секако, и час и половина е сесијата. И Групна или индивидуална? Па, во групи почнав минатата година, Мгм. помина веќе неколку групи. Групите не се повеќе од 6 луѓе и намерно така ги имам направено за да може секој да се изрази себе Мгм. си, затоа што ти во 2 и пол часа не можеш Не можеш да. целосно на сите да им се посветиш, а јас сакам да се посветам Мгм. на секого. И преку разговор ние поминуваме програмата. Имаме и слайдови, точно е одредена структурата, имаме формален дел, значи додека трае сесијата и потоа има неформален дел, неформална пракса. Тоа значи дома ти кога ќе идеш, до наредната сесија, обавезно имаш некои задачи што треба да ги Мгм. направиш. И 99% од сите клиенти ги прават. Мгм. Ретко кој не ги прави. Тоа се обично некој што, знаеш, сака можеби брзи резултати, Мгм. затоа што јас на сам почеток, на секој клиент кажувам, дали си подготвена да го изодиш овој пат. 8 недели да си посветена, секој ден. Мгм. Тоа не е многу време, Маја. Половина час во текот на денот. Да? Ништо не е. Медитацијата трае некои 15-20 минути, ако има некоја вежба со запишување, се друго, се перцепции, забележување, кои што ги правиш во со Мгм. луѓето, во интеракција кога си така натаму и не е нешто што е толку захтевно, за да ти не можеш да си најдеш време да Мгм. го направиш тоа. И на таа сесија ние имаме разговор. Не е класично едукаторски, јас сега предавам. Мгм. Преку разговор ние ги поминуваме темите. Мгм. Секој Разговорот час од има што се различна состои? Значи разговорот од личните искуства, Да, од личните да, проблеми, значи луѓето споделуваат она што го да, доживувале да. или што им Тоа што недостасува? не навлегуваме, јас секогаш на самиот почеток кажувам, јас не сум терапевт. Мгм. Не навлегуваме сега тука во теми, за да ние нели да влегуваме во некои динамики, во некои системски динамики кои што мене не ми е место. Да, Не за оваа програма. така. Оваа програма е за тоа. Меѓутоа кога работам семени констелација, тоа е веќе нешто друго. Така, што се семејните констелации сега? Тоа, Веќе кога ги веќе спомнав. кога ги спомнавме, Да. да. Значи, семените констелации, знаеш како? Вака народски ќе го Мгм. кажам, може? Без да дефинирам и да кажувам некои веќе
научени некои дефиниции. Сите ние потекнуваме од еден систем. Да ти бидеш тука, требаше мајка ти, татко ти да бидат заедно, да бидат во љубов, нели, и да Мгм. те создаде тебе. Позади нив има нивни родители, позади Предци, нив да. предци, тоа е еден цел систем. И тоа е една цела голема лоза на твои предци кои што се заслужни за твоето постоење. Сега, ние носиме многу динамики од тие наши предци. И тоа се пренесува генерацијски и генерацијски. И сега, во овоја форма, во овој живот сега во кој што живееме, често се случува да ние имаме работи, чувства, повторување на некои динамики, ни се повторуваат можеби исти партнери, има Исти грешки можеби. исти грешки, пари доаѓаат, не ми остануваат, имам чувство на недоволност, како да немам место, не можам да си го најдам местото. Ова се само некои примери. И сето тоа од негде потекнува. Мгм. А тоа е твојот систем. Или од кај мајка ти, или од кај татко ти. И семените констелации помагаат токму во оваа област. Да се види од каде потекнуваат тие динамики. Ако има сплеткување на енергија, да се расчисти. Ако има повеќе принципи во семените констелации, ако секој треба да има свое место, ако некој нема свое место, треба да му се даде место. И тие што да кажеме деца или нели потомци кои што немале место во системот, мора да им се даде во системот. И оние што биле абортирани деца, оние што се заминале од овој свет, сите е потребно да имаат ред, односно место во својата систем, да има ред и да има баланс. Тоа се трите принципи во семените констелации. И ако некој од овие принципи е нарушен, тоа се чувствува во нашето постоење. И Мгм. има многу примери, многу кажување и она што го работиме сега и со моите колешки, и сега ќе кажам како Мгм. ќе работиме, е толку интересно, толку е фасцинантно, да Мгм. тоа е чудо. Чудо. А инаку, семејните констелации ги работам заедно со уште 3 колешки. Формиравме ние заедно хаб, системик хаб, Мгм. се вика. И сите сме терапевтки на свој начин, во своја област. И сите заедно се најдовме на последната едукација која што имавме за семејни констелации. А кликнавме, се поврзавме, иако претходно се Мгм. знаевме, се кликнавме онака и одлучивме да го направиме овој системик хаб. Правиме постојано констелации, семејни констелации, барем еднаш месечно, некогаш и два пати месечно. И ете, за оваа тема, ова е веќе една друга тема. Мгм. Можат слободно да видат на моите профили и да се запознаат повеќе. Но толку е фасцинантно што ова е една феноменолошка пракса. Зашто велам Мгм. феноменолошка? Затоа што не можеш да ја сврстеш никаде. Нејзиниот основоположник е Берт Хелингер, он е исто терапевт. Мгм. Значи не е ова езотерија. Ова се динамики кои што ги користи и психологијата. Мгм. И феноменолошка пракса, зашто велам дека е феноменолошка, затоа што не можеш да го објасниш начинот на кој што ова функционира. Не можеш да го објасниш. Мораш да дојдеш и да го почувствуваш. Мгм. И сите луѓе, Што се осознава низ тие констелации? Што можеш да дојдеш олеснување, како некоја осознавање или увид и спознање. Мгм. Добива, нема човек што не добил увид и спознание. Нема. Нема. Да. И луѓе кои што прв пат дошле, кои што никогаш не се соочени со оваа тема, се забезекнати. Се не знам дали има македонски збор, ама се вчудоневидени. Да. Се вчудоневидени од она што се случува во полето. Затоа што овде се работи на ниво на душа. Овде когнитивното не функционира. Не. И затоа сега низ последниве години се повеќе и медицината, еве и здравствената организација го признава моментот на холизам. И она што порано било, не знам, алтернативна медицина, Така. сега веќе влегува и во
законските рамки. Еве во Се почесто се Македонија зборува, нели, и е така претпоставувам, дека емоциите, душевната состојба предизвикува здравствени проблеми, физички нарушувања. па да, физичкото значи дека веќе душата пука по шавови. И она е таму негде длабоко во нас, во темнина и веќе не може да издржи. Затоа што Мгм. е премногу. И затоа доаѓаат сите физички симптоми и болести. Затоа што ти можеш да го лечиш а, проблемот, ама ако не го најдеш изворот, тоа е како да ставаш, знаеш, фластер Мгм. на рана. Ќе ставиш фластер, Ќе лечи зацели се. малце, да. И ма ако изворот не го решиш, ништо не си направил. И затоа има многу примери, особено за тешки болести, каде што има од една страна има статистики на многу исцелени луѓе, оздравеле, и има статистики кои што можеби имале и некоја послаба состојба или како и да, ама се заминале од овој свет, не да Боже, или им се влошила состојбата. И има зошто е тоа така. Има. И ставот е важен. И исцелувањето, не исцелување, кога зборувам исцелување, не е само на здравствено, нели, да се заздравиме, не, Мгм. исцелување на целото битие. Мгм. Затоа и холизмот како збор е феноменален. Холистички пристап е потребен. Не може веќе само да идеме когнитивно. Не. Ние сме и емоција, ние сме и енергија. И знаеш како, мислите се јазикот на умот, емоциите се јазикот на телото. Ти можеш да мислиш колку сакаш позитивно, ама телото ќе те издаде. Да. Ќе те издаде, затоа што тука се траумите. Тука е све запечатено Мгм. во телото. Значи има начин и пристап Има начин. да Приз. се извади тоа од внатрешноста Да. на душата. И пред малку само сакав да кажам дека и кај нас веќе има измени на дополнувања во законот во законот за комплементарна и алтернативна медицина. Значи, ова е при Министерството на здравство, каде што веќе и други дисциплини навлегуваат во оваа рамка. Мгм. А претходно веќе се дел од оваа комплементарна и алтернативна медицина и акупунктурата и реикито, Мгм. како енергетска пракса, што ја многу се радувам. Јас и кога почнав да работам реики, се идам од Мгм. Тема на тема, да. реики, кога почнав да работам и не знаев дека сме дел од Законот за здравство, што е супер. На запад постојат клиники за тоа. Во Србија, еве, најблиску ни е. Дипломите што ги добиваат се признаени од Министерство за здравство, што Мгм. е многу голем плюс. Сигурно, да. Зборот ми е што во денешно време, за денешниот човек, не може само еден аспект од нашето живење да работиме на него. Сите сме поврзани. Јас имам многу клиенти кои што одат на психолог, доаѓаат кај мене за mindfulness Мгм. програмата. И се надополнуваат една со друга. Затоа што mindfulness прави дополнување на она што веќе самата личност работи на себе, на Мгм. своите состојби, на трауми и така натаму. Расчистување на одредени теми. И ова само прави едно надополнување. Ја дава таа стабилност, ја дава таа смиреност за прифаќање на денот, да самите да не бидеме во реактивна состојба, кога Мгм. се случуваат некои работи, да не делувам реактивно, да Мгм. не експлодираме, да не бидеме во некоја, нели, хистерична состојба, како и да е. Да. Да. Ме интересира моментот на практикантите или луѓето кои доаѓаат, дали тие 8 недели им се доволни или пак тие веќе почнуваат да имаат потреба од константна соработка со вас? Дали е тоа доволно за доаѓање на некаков баланс на духот или е потребно постојано да ја владее таа вештина? Дали тоа останува трајно како знаење? Значи сите Да. тие Одлично. Баш убаво си ја представи програмата што фин се ме праша. Значи, доволни се 8 недели. Доволни се 8 недели.
И во тие 8 недели они добиваат толку алатки, и вежби, и медитации, се останува за нив. Буквално се. Им испраќам, ние и секоја недела јас им праќам, нели, Мгм. се што е потребно како неформална пракса да ја прават, нели, до нареден час. И на крај правам еден сублимат на се што сме работеле во еден PDF документ, сите вежби, плюс медитациите дополнително ги испраќам случајно некој да не ги изгубил. И најголем дел од нив, после ние правиме обавезно како ревизија еден месец откако ќе заврши, нели, самата програма, да видиме до кај се они и така натаму, дали практикуваат се уште, што е оно што им недостасува или го подобрили и така натаму. И многумина од нив има една медитација која што е утринска медитација, и кратка е, и таа е пред да ти започне денот. Таа Мгм. прави такво заземљување, многу е добра. И слободно можам да кажам дека најголем дел од нив, еве 99%, сите ја практикуваат таа медитација и таа е нешто што им е останата како пракса што Мгм. продолжиле да ја прават и не ни е потешко од тие. Напротив, бидејќи ги знаат придобивките, знаат што таа им носи и воопшто сите тие Мгм. медитации и вежби, они ги практикуваат. И кога ќе се заврши програмата, давам јас инструкции како они може да продолжат понатаму, Мгм. нели секојдневно сами да се водат во целиот процес. И верувај ми, не е воопшто тешко. Мгм. Во едноставноста се големите нешта. И самата програма е толку едноставна да на крај кога ќе ја поминеме, нема никој што не рекол, не ми се верува дека толку е просто кажано. Мгм. Кои состојби еве може да се излекуваат со таа практика? Кои конкретни ситуации, состојби Мгм. може човек да се спознае, што се може да добие како придобивка? Некои конкретни примери да речем. А, како придобивки многу може. Значи, кога ќе дојдат и како и се обраќаат, нели? Мгм. И прво прашувам што ве поттикна Мгм. да ми се Да. јавите. И знаеш што е интересно? Еве сега ме поттикна и ти да подразмислам. Во последнава година е трката со време. Мгм. Дека не може да постигнат насекаде и дека се чувствуваат како охтоподи и дека треба се да направат и не можат да се најдат себе си, се губат себе си во тој процес цело време да правиш нешто, to do something, нели, правиш, правиш, Мгм. правиш, не си во состојба на битисување, на постоење, макар и 5 минути во текот на денот, а утрински е најдобро. Ти знаеш ли што значи, ние колку сати ве спиеме? Веќе и ни се намалува и времето на спиење, 7 сати, така? Мгм. Да речем, Да, просек, спиеме 7, просек. 7 часа. Кај се другите сати? Што, колку ние жонглираме, што се Мгм. правиме? Па тука е плюс дополнително сообраќај, информации од медиуми, хаос во светот, не знам, ако деца имаме школо, активности, сопруг, не сопруг, сопруга, мајка, татко, кај си ти? И најчесто доаѓаат за да си го најдат мирот. Да се Себе си да се да, пронајдат. не толку да се пронајдат, колку да се усидрат во Мгм. себе си. Затоа што ти кога си на сите страни, само не си во себе. И затоа сидрото сите си го бараме. Мгм. Ти пак ќе бидеш се, ама ќе го правиш тоа од една друга перспектива, од една друга перцепција на постоење. И Мгм. нема толку да биде хаотично и нема толку да биде анксиозно. Мгм. Затоа што ти кога имаш to-do листа и замисли имаш толку цртки и ти и пред да заспиеш и додека сонуваш и тебе и ноќни мори може да имаш, нели? Мгм. И се цело време сме на таа листа на правење и на преживување. Да стигнам се да направам. Мгм. Има 9 принципи mindfulness и еден од принципите на mindfulness е нестремење, да не стремиш. Цело време, затоа што ние живееме во материјален свет Да. и нас материјалниот свет ни наметна дека успехот, Мгм. нели, е to-do листа. Да. Не Да, е баш и затоа сакав да го направиме она паралела, затоа што сите себе си го дефинираат успехот како успеав да направам куќа, успеав да создадам кариера, успеав да, не знам, нешто да постигнам на план на животот, нели, материјален. Да.
Дали е тоа суштината успехот? Што стои позади таа куќа? Да, Каква вредност? Да уживам. Што ќе ми донесе таа куќа? Нели? да. Да се собира семејството, да имаме Да е целосно семејството, семејството, да. да Тоа е има супер. хармонија кога ќе се кој ќе се склопи семејството, да не биде секој На на своја своја страна, да. Тоа е успех. Да. Тоа е успех. Што стои како вредност позади она што ние го сметаме како Мгм. успех? Што стои позади како вредност позади тој сертификат? Мгм. Нели? Да, Што сакаме да да. покажеме. Добив титула, станав менаџер на таа фирма и јас сум 24/7 опседнат со фирмата и не знам кај сум. Да, Пример, нели? да. И со mindfulness токму и целиот мој пристап, еве да Мгм. не конкретно mindfulness, целиот мој пристап е да дадам простор ти како индивидуа да се оснажиш себе си, да си ги најдеш своите потенцијали, да си ги најдеш своите оние вистински автентични вредности за да екзистираш во твојата околина и ти да бидеш светлина во твојата Мгм. околина. Да не бидеш хаотична Мгм. личност. Тешко е. Се Волго трансформираш така? Ја почувствувате не, ли дали ти оттично твојата се трансформираш. И знаеш што е интересно? Знаеш, тоа ти е како брановите во морето. Мгм. И нели, брановите или на езеро, без разлика, и се брановите знаат плима осека да има, па ја носат прљавштина, секаква. И се, ние мислиме дека ние сме само оние бранови на површината. Суштината е внатре во длабочината. Мгм. И ние, за да тој бран ја осознае вистинската суштина, она мора да се врати назад, нели? Но некако оде. Мгм. Сега ова го кажуваме Да прокопа почне. подлабоко, да. Да, така и ние. Толку многу во оваа трка со време и со она што ни се случува и таа to-do листа што ја правиме, ние сме како тие бранови и ние гледаме само површински Каде ја гледаш собствената трансформација? Каде? во мирот. Дали ти ја доживеа собствената трансформација? Да. А, јас сум многу мене хороскопскиот знак Овенс. Мгм. Јас сум секогаш пред времето. Мгм. Прва, секогаш нели лидерот, јас секогаш идам со разни проекти, со се. И во низ сите години наназад, секогаш ми го имав оној момент да бидам прва, да бидам видена. Во банка кога работев, знаеш што ми беше на почетокот најважно? Кога ќе се јави некој на телефон, да Мгм. каже ако сакаш да завршиш работа, јави се на кате. Мгм. Јас тоа го постигнав. За на крај почнаа паничните напади. Веќе не можеше ни пилота да издржи, затоа што Мгм. работев на вистина многу. И многу сум амбициозна. И многу имав респект од целиот менеджмент и кога се заминува, се ми понудеа да останам. И зборот ми е што? И ако дозволиш, а јас дозволив и одбрав да си го најдам собствениот мир, ќе го најдеш. Мгм. Одлука е. Не, знаеш, ние често знаеме да кажеме, ама тешко е, јас знам дека е тешко. Знам. Јас не можам да бидам во твоите кондори, не можам да носам твојата планина, ама знам дека можеш да го најдеш мирот. Знам. Тоа е суштината. Низ Да, формулата да. која научи низ личното, нели? Да. Осознавање и зрение. Ова го кажувам од лично искуство, го кажувам од искуство на мои клиентки. Мгм. Не е дека ние сега ќе продолжам јас и ќе бидам во нирвана и знаеш све ќе биде фино. Не, не. Знаеш колку е едноставно да идеш во планина и во некој манастир и да се осамиш и таму да си медитираш, да си бидеш со природата поврзана, да си јадеш нели полесна храна и многу е убаво таму да се трансформираш. Дојди овде, во оваа џунгла. Баш чунгла. Да, дојди све да правиш. Со На сите почеток овие само влијанија. манифестирање. Не е тоа така се. Да. Манифестирај мислите. Сега јас ќе мислам еве утре пари ќе ми дојдат. Не е Не можеш така, Не е така. нели? Интересно ми е сето ова и интересно ми е како феномен колку луѓето повеќе и повеќе бараат Да. канали, начини како да се пронајдат себе си, собствениот мир и никако како сите да трагаме по тој некој мир. Да. Кога ќе седнеш сам со себе да си спокоен
и да си задоволен, да ти е убаво и цвеќето кога си го гледаш да уживаш во тој момент. Затоа што тие моменти се помалку ги има ради трката по нешто, а тоа нешто е најчесто материјално, а тоа материјално е многу релативно, па се е нешто повеќе и повеќе и на крај сваќаш дека све и да постигнеш џабе ти се немаш сам себе. Да. И се губиме. А ова што го кажа, да уживам, да забележувам природата, свесно да јадам, свесно да седам со тебе и да уживам со Многу тебе. пати зборувам и чувствувам и се пресетувам на детството, колку уживав кога во дворот ќе видам нели нова расцветена Да, ружа и ќе анализирам секое ливче како изгледа и колку тоа ми било уживање. да. Че сега не можам да ја видам од што нели трчаш нонстоп нешто. Мислам некогаш можеш, ама многу пати многу работи ти поминуваат. И Не. јас мене знае да ме Мислам, се тоа е сетам. пример, ама тоа се случува што е пострашно и со луѓето Мгм. околу тебе. Не успеваш ни да ги забележиш некои процеси. Да, тоа е туку фасцинантно. Седи тука, мислам, седиш со некој или он гледа преку тебе, Или или ти преко него, да. гледаш. Тоа е Се најстрашното, мислам. се губиме. Тоа го прави целиот овој систем на живење. Мгм. Порано било поспоро, ги немале технологииве што сега постојат. Ни очекувањата, ни апетитите, ни Да, сега се задоволувале со помале работи. се е на многу висок левел. Мгм. Да. И знаеш, еве, како што постои технологија во светот за да се направат сите овие нели работи, технологија да, не знам, вештачка интелигенција сега, технологија за Мгм. се нешто. Да. Така постои технологија на внатрешен механизам. Е тоа, душата. Многу ми се допаѓа она кога ќе кажат на сите ние вложуваме во телото, дали да се дотераш, дали да изгледаш помладо, дали да ова тоа, а телото има рок на траење. Да. Душата е вечна, а никој не и посветува доволно внимание на душата. За жал така е. И сега е топу тренд, нели, да пиеме мача, така, Мгм. да, не знам, јадеме healthy food. Да, И тоа е све убаво. И ја не викам дека не е убаво. да. Но, можам на секој да посочам и да му препорачам. Инвестирајте во духовното, во себе. Нема поголема инвестиција. Затоа што таа инвестиција ја прави насмевката, го прави мирот, ја прави... Енергијата која зрачиш. Да. Да, многу пати мислам и тоа си го забележала сигурно и ти. Има личности што се карактеристики со убави црти или убаво изгледат, ама не зрачат исто убаво. Да. Некој ти е посимпатичен, некој ти е помалку симпатичен. Тоа е она што зрачи од длабочината, нели? И сум за личен Од развој, суштината. сум за себе осознавање. На секого му препорачувам, секој да си го најде својот пат. Дали е тоа ќе оди на психолог, дали ќе дојде кај мене, дали ќе оди, не знам, кај некој друг, не е важно. Само дозволете си да бидете на тој пат. Затоа и беше и будење на свеста. И е како водич за колективна и индивидуална свест. Баш е за будење. И ние во таа книга ставивме, почнавме од универзалните закони, енергија, емоции, мисла и така натаму. И ги опфативме сите сегменти со вежби. И ја после ги надополнив во мојата програма. Значи, секој ќе си го најде својот пат. Најдете си го. Мислам дека горе доле вака опфативме на темава доста, доста доближивме до гледачите што е она што кате конкретно го работи и каде можат дел од нашите гледачи да си побараат Да. ете некаква помош и насока и да се пронајдат себе си низ одреден начин кој го практикуваш и кој ве резултира веќе со успеси и обстојува 10 години. Твојата енергија зрачи многу позитивно и ми беше драго што ги споделивме овие 60 на минути во студијата на Равенка за успех. Верувам дека и нашите гледачи ќе уживаат во се она што го слушна, ќе ги мотивираме за нешто, ќе ги освестиме за нешто или пак ќе ги насочиме да прават нешто што е добро за нив и за нивната душа. Благодарам многу.
И само ќе посочам еве за крај, како една равенка за успех, а, животот не сака. И животот ве сака. Сакајте го и вие животот. Благодарам. Живејте го. Се чувствував прекрасно, Ти благодарам. смирено и ти благодарам што ни даде можност повеќе да кажам за моето работење, што верувам и до сега волку длабоко не се случило. Ти благодарам. Навистина ми е драго, ми беше задоволство. Искрено ми летна минутиве заедно поминати со тебе, Кате. Ова се подароци од Ниш Лејди за вака убава дама како тебе. Ќе ги пробаш производите. Се со природни состојки, се многу ефикасни и многу добри за косата. Да. Повели нема тие парабени, тие хемикали. Извини, вака малце ми е незгодно да ти го подадам и ова, опс, да. Повели вака. Ајде. Ова е бадал, бајадера, ова што го имаме на масата, ова е еден превкусен ликер за уживање, кој има вкус на лешник и чоколадо и е многу така сладуњав. Лаже, по една чашка е доволно. Еве, повели. Да, сакам Можеш, само пробај си го. Да. Во оваа прилика ќе си ги поздравам и Есе кафе, јас си го пијам без кофеинското кафе. Јас без кофеинското. Да, навистина им е превкусно. Не затоа што ги рекламираме, него искрено јас селектирам кафења и мене лично многу ми се допаѓа. Чекмејте нашата продукција со која што го реализираме секое издание на Равенка за успех. Карени се тука да ни го разубава студиото и да ни го направат пријатен амбиентот. Се наоѓаме во ФОН универзитетот, првиот приватен универзитет во Македонија. И мислам дека никого не заборавив. Така да, без пријатели и без подршка не можете да функционирате, затоа сум им навистина благодарна. Живели. Живели.